Председателе, со овој амандман кој што е на ред за разгледување, а кој што веќе беше одбиен од страна на заменикот министер за финансии, повторно пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата предлагаат да се намалат буџетските приходи за 2,2 милиарди денари со цел да им се помогне на граѓаните и на транспортните компании преку намалување на акцизите за течни горива за 50%. Еве, за можеби да ги убедам пратениците од владеачкото мнозинство зашто не верувам, меѓутоа да ги изложам мои факти и аргументи пред граѓаните на Република Македонија, можеби тоа ми е и побитно, ќе се послужам со лични примери. Знаете ли дека во оваа Република Македонија, освен Скопје, има и други граѓани кои што живеат во другите градови, и кои што немаат парно на кој што се греат. За да стигнат до набавка на дрва, потребна е некаква цена која што ја плаќаат и која што е 50% поголема од цената која што беше пред една година. Оправдување на шумското предпријатие е дека горивата се поскапени. Горивата, ако се поскапени, тоа значи и 50% поголеми давачки и поголеми пари во џебот на државата. Тоа значи дека парите од џебот на граѓаните, кои што сега ги плаќаат по 4,5 и по 5.000 денари за кубик дрва, сега одат во џебот на државата. Токму поради зголемувањето на нафтата и нафтените деривати и 50%, односно процентот на акцизата кој што од нивниот џеб директно се слева во државата. Знаете ли дека има други кои што се греат на нафта? Да, се греат на нафта и за 1 тон црвена нафта или нафта за домаќинства, граѓаните плаќаат по 85 денари. Просечно семејство од 100 метри квадратни не може да се загрее за цела зима за помалку од 1 тон нафта. 1 тон нафта се 85.000 денари. Кое просечно семејство има толку пари во својот буџет за да може да грее цела зима? Студентите, учениците патуваат секојдневно низ Македонија со автобуси. Знаете ли колку е зголемена цената на автобускиот превоз и на картата? Колку е зголемена цената на такси превозот? Знаете колку е зголемена тоа проблемот што се јави сега и што е блокирано Скопје и тоа што граѓаните треба да се превозуваат со такси наваму натаму? Тие гледаат тоа директно. Ако ние интервенираме во акцизата, тоа значи дека цената на течните горива ќе биде помала и на тој начин нема да има такво енормно зголемување на цените и на услугите кои што се поврзани со транспортот, а и директно ова се пари во џебот на граѓаните, заради тоа што ова и текако нафтата и нафтените деривати влијаат во стопанството. Значи, нема потреба да кажувам за превозниците, нема потреба да објаснувам за оние кои што работат со транспорт, камионите кои што вртаат низ цела Македонија за да добавуваат најразлични стоки, нема потреба за услугите кои што се поврзани со нафтата и нафтените деривати. И да, свесни сме дека берзата и светската берза утврдува одредени цени. Ама не знам дали пратите дека нашата регулаторна комисија па и не се води баш по тие текови на светските берзи. И ако е наистина искрена оваа влада, досега 100 пати требаше да ја намали акцизата за течните горива. Она кое што за денес зборуваме, она за кое што им е нужно, потребно на граѓаните кои што се во длабока сиромаштија. Оваа сиромаштија допрва ќе излезе на виделина и ќе ескалира во 2023 година. Токму поради тоа,
Ке повторам, ВМРО, ДПМН и коалицијата поднесе амандман со кој што предлагаме акцизата да биде намалена за течните горива, да биде намалена за 50%. Тоа значи дека одредени производи кои што директно зависат од цената на течните горива и кои што индиректно зависат ќе бидат намалени, и тоа значи дека на еден начин можеби ќе им олесниме и на фирмите да функционираат, на предпријатијата да функционираат и на домаќинствата да функционираат, а и на обичниот граѓанин да функционира. Исто така, не знам дали видовте дека сите држави кои што се разумни и кои што имаат одредени политики кои што се наменети на вистина за граѓаните, си имаат откажано од ваквите акцизи. Но не, на оваа влада, предводена од СДСМ и ДУИ, им е единствено битно тие да се богатат, владата да се богати, да ги возат шофери, да ги возат огромни возила за кои што тие не ни прашуваат колку трошат, дури да имаат флешери и напред и позади пратња, и не ги интересира нив тоа што студентите треба да се возат со автобуси кои што се стари и чиј што билет кошта дупло повеќе пред да почне кризната состојба. Не ги интересира тоа што граѓаните во Република Македонија немаат со што да се греат. Битно им е тоа кога ќе излезат и ќе кажат: ние направивме ваучери, ние направивме мерки. Ама какви се овие мерки? Па знаете ли дека премиерката на Италија, и сега еден колега пред малку зборуваше, дека од каде ќе имало пари ако немало од акцизите, или од каде ќе нашла пари државата? Па еве, премиерката на Италија излезе и рече дека оние фирми кои што имаат на големи добивки и кои што истите ги прикажале во изминатиот период кога е ова енергетска криза, сега ќе бидат дополнително оданочени и парите ќе ги внесат во буџетот. Еве ви модел, колега. Дајте сите овие фирми кои што се единствени добитници, практично милионски суми се сливаат на нивните сметки, кои што ги направија од увоз, од транспорт до дистрибуција и така натаму, дајте да ги платат овие пари кои што треба да ги платат граѓаните. Граѓаните треба да им овозможите да живеат малку полагодно. Секое зголемување кој што сте го направиле од една страна, им го имате земено од другата страна дупло. И ова е вистината, и затоа сметам дека вашата поддршка е се помала, затоа дупло губите на сите анкети кои што се направени, затоа се плашите да отидете на избори, затоа имате енормно најголемо задолжување, затоа имате таков надуен како балон буџет, кој што на крајот ќе експлодира, но ќе експлодира на сметка на граѓаните. Не верувам дека ќе се вразумите, ова е една од разумните чекори кој што требаше да биде прва кој што вие ќе ја предложевте. Ако бевте искрени во намерите дека сакате да го подобрите животот на граѓаните и да интервенирате во економијата. На тој начин економијата ќе добие одредено забрзување. Но ова подмолна влада, повторно ќе речам, не кажува тоа што го спроведува. Од една страна сака да направи привид дека дава, а од друга страна дупло зема. Ви благодарам.